Не, еве, убаво си се расприкажавме и во овие минути додека вие ги следите рекламите, а така и ќе продолжиме понатаму во овој дел по 10 часот, но како што добро знаете, имаме одредени прашања за нашите гости кои што тие сами ќе си ги излечат, па ќе видиме колку искрено и ќе ни одговорат. Еве, јас да започнам од дамата. Татјана, повелете вие извлечете. Не се тешки. Не се тешки, се убави прашања. Сега ќе мора на професора да му го подадете. Ви благодарам многу. Ајде. Утринско прашање. Мораше нешто вака. Па добро. Бидејќи си издасмеавме да го прочитам. Ајде, Прочитете го прашањето, па. Вашево е лесно. Дали постои некоја работа, професија која никогаш не би ја работеле? Професор? Ја никој пат не би, пошто се плашам од крв, никој пат не би бил медицински. Моите доктор, моите има толку желба да идам медицина, да студирам се единец, пошто ајде. Не, мене од игла видам ли ово, страф ме. Коректно. Да ви кажам право тоа. Друга било која би работел професија, али ова некако аверзија имам у старт, се плашам. Добро, не сте рутина. Тоа е рутина, ќе биде, али тоа не би се занимавал. Така, добро, ви благодарам. Искрено, така. Татјана? Затоа што јас треба да пеам, ако може да ме оставите за на крај. Добро, ајде да видиме смислите нешто што ќе треба. Од вашата омилена песна. Има која добра е, која ви е омилена? Па не можам да се сетам во моментов. Има една песна што син ми ја сака. Така. Нормално цртан филм е. Разбирам, барем за сега. Може би таа би. Колку години има синот? 2 години сега. Добро. Па добро, навистина се ево таа фаза кога се што гледа на телевизија и е со мрдање и пеење сака да го имитира. Интересно е. Да. Која песна му е омилена? Не мора да ни ја пеете, Дори мене да ми падне шо немаше да пеам, така да се разбира. Немам проблем да ја испеам. Добро, повелете тогаш. Добро, слободно. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that is just ain't good enough. Браво, поздрав до синчето, браво. Браво. Така е, само љубов на светот му е потреба. Се случува од недостаток на љубов, без разлика каква. Добро, Саша, да видиме и како е вашето прашање. Што најмногу е плаши? Значи, не знам, стравот е некоја особина која секој човек ја има. Треба да му се спротивставиш, не знам, немам некој посебен страв од ништо. Може би, би ме плашило да ја работам професијата која не ја сакам. Ако треба нешто на сила да се работи, иначе немам некој страв посебно, а од некој ако е нешто реално, од змија се плашам. Ако зборим реално, да. Од змија имам страв, например, вака нешто, немам некој страв во животот. Веќе мора да му се спротивставиш на стравот и да дојде, мора да покажеш некоја храброст. А секој човек се плаши од нешто. Тоа е нормално. Проверувајте сега во кабинет. Честно гостување со Воја ќе викнеме, чува договор, може. За да помине стравот. Да помине стравот, да. Да се соочите за најлесно е тоа, да се соочи со стравот, да. Значи би биле доктор без проблем, немате. Еве како што кажа професорот. Може би бил, не знам, не сум. Ова е добра прашање. Што посакува вашите? Дали се оствари тоа? Денес на што го работите? Многу интересно. Моите секогаш ме поддржувале да бидам тоа што сакам. Нема желба, јас имав милион желби, а реално од секогаш сум сакала да направам нешто што вака звучи како малку можеби детски, што ќе го промени светот. Што ќе ги спаси луѓето, што вистина ќе направи промена во свеста, во начинот на живење, во здравјето, во... Не знам како да објаснам, ние како луѓе гледаме дека сега живееме едно чудно време. Мора да сватиме дека порано ни било поубаво, затоа што имало дружење, имало љубов, имало помагање, имало разбирање. Што повеќе одиме кон тој став да бидеме индивидуални, се повеќе бегаме од таа наша потреба. Ние не сме единки. Ние сме единки кои што треба да научат да живеат заедно. Тука е проблемот. И сега јас би сакала во мојот животен век да го видам тоа, да ја видам таа промена во светот, каде што не само на подобро, туку сосема друга свест, каде што верувајте, сите ќе си помагаат. Чувството кое ќе помогнеш и ќе ти возвратат, нема поубаво тоа. Директор? Мојата љубов е спрема ова што го работам. Во средна школа имав одлична професорка по македонски јазик.
Пенка Димитрова, да ја споменам, сега покојна. Таа ми ја всади љубовта спрема книгата. Ма гледа како паметите. Да ја паметам, бидејќи таа беше професорка која бараше од нас да читаме книги. Значи, оде во библиотека земав полн ранец книги, по 10 на 15 книги мораше да се исчита сето тоа. И во 4-та година, кога дојдов, решив да запишам на филолошки факултет, од се група книжевности, го завршив со успех. Значи, од тука, од средното школа ми потекна тоа и еве веќе и до ден денес сум со книгата, сакам книгата, сакам да читам сега. Помалку време имам за тоа, меѓутоа успевам да прочитам нешто. Се разбира. Доволно да го пренесувате на вашите, она што апсолутно. Така, удиме со фотографии да видиме она кое што го издвојува на Татјана, да видиме какви убави нешта ќе сподели со некој збор два кои што ќе ги прокоментирате, да видиме. Ова е ова е мојот син Александри, да. Овде малечок, 6 месеци. Значи го споменавме, сега го гледаме. Да. И како брзо лета времето. Значи не знам кога порасна волку. Да, кога се видат фотографиите, така некако се чини. Овде снимам еден документарец. Имаме гостин од Техеран, кој што објави 5 спиритуални книги. Ние ги објавивме заедно со него. И беше многу забавно, многу интересно, многу нови сознанија. И е многу интересно, самиот процес на снимање е исто доста забавен. Да, ја реков дека ќе се најдете некоја нишка заедничка со гостите. Овде, ова ни се пациенти, една хуманитарна организација од Србија, Хумано срце, и уште една Буди Хуман, ни праќаат доста дечиња кои што имаат здравствени проблеми, со моторика, со одење, со аутизам, со мултиплекс. Тие се презадоволни и овде сакаат да се сликаме заедно со целиот персонал. Разбирливо. Да. Ова е пресконференција на денот на промоција на книгите. Тоа го правевме летово, заедно со Бабаи. Ни беше гостин и Джијан Емин. Го направивме во Куршумлијан, еден многу убав настан, музички настан. Верувам, да. Преубаво. Ова е оној дел што нас не исполнува да работиме малку и на спиритуалност. Нели, нема врска со ординацијата, меѓутоа има врска со нас луѓето како, нели, што ни е потребно, храна за душата. Да, она што го споменавме пред малку. Добра? Да, таа е таа фотографија. Имаме се фотографија од директорот? Не, имаме уште некоја фотографија од Татјана, која што ја чекаме само да се сменат. Но во моментот малку имаме некој технички проблем со миксетата, ќе си позборуваме. Како што видел тебе би се смејат од Риже, па што да правам Риже, што да кажеме сега, тоа е тоа. Компјутер. Но еве, се врати. Тоа е миксетата, добро. Програма во живот, тоа е тоа. Еве сега уште една фотографија од Татјана. Ова е при вашата работа. Вака изгледа преглед. Вака изгледа прегледот, дијагностиката и мерењето. И кај деца, нели? Безболно. Ова се некои диоди кои што се држат или? Електроди. Електроди? Да, истиот принцип, наместо како ЕКГ апаратот да се поставуваат на тело, на раце и на нозе, во случајов се на нозете, на челото и во рацете. Ова е еден професор од Англија. Овде сме на конференција во Словачка. И тие допрва работат на како влијат информациите на човечката клетка. Значи, во план бевме да работиме и да направиме и студија заедно, каде што сето тоа ќе биде, нели, детално објаснато. Има луѓе што работат на оваа проблематика како ние. Меѓутоа, да не звучи нескромно, верувајте, со таа регенерација што имаме постигната на органите, сме, да не речам, и меѓу првите во светот. И затоа идејата е, додека имавме, нели, мал момент на пауза. Идејата е да остане нешто во држава, да се направи таков центар овде. Ние треба сите да размислуваме прогресивно што треба да се направи. Во спротивно, гледате половина од луѓето си одат и се иселуваат. Не дека им е поубаво таму. Ако овде направиме услови, сите ќе се вратат. Така е. Значи, малце звучам сега патриотски, меѓутоа така е. Па така и треба да се случите, зошто да не? И ова е исто на таа конференција, тука сме сите собрани, има професори од научни институти од Украина, Словачка, Русија,
не знаете какви институти постојат во Русија. Тоа се луѓе, научници, физичари, верувајте додека објаснуваа што имаат сватено, ние не можевме да разбереме 5% од тоа што го зборуваат. Гениалци. И тие цел живот го посветуваат на тоа. Ова е Санг Джул Yi, тој е професор во Америка. Тој ја има објавено книгата за теорија на меѓуклеточен програмски јазик. Она што ние го работиме во пракса, тој го има објавено пред едно 10 на 15 години. И замислете, професоров предава, после настапуваме јас и Кристијан, објаснуваме како тоа го правиме и се регенерираат органи, тој остана без зборови, дојде веднаш кај нас, не прашуваше како ни успеало, што е тоа. Значи, преубаво. Да. Овде сме на Дермафест. Тоа е, ова повеќе беше околу таа програма што ја имаме за анти-ејдж, акни, нели, малку за регенерација козметички, продукти, меѓутоа феноменално функционални. И тоа овде беше објаснувањето како сме стигнале до тоа. Колку време веќе постоите? 14 години. 14 години. Ова е на роденденот на Александри. Јас, Александри и сопругот. Беше многу забавно. Планиравме да правиме забава за 20 луѓе, излегоа 130 луѓе. Како и се во Македонија. Еве започнавме со приватна фотографија, ќе завршиме со таква, да. Така. Па да господинот Тодоровски може да видиме дел од фотографиите кои што ги сподели со нас. Ова една овакво нешто ретро да видиме. Фотографија ретро. Овде кај некаде 19-18 години пред запишување на факултет. Една од ретките фотографии кога имам коса. Се уште. Да. Кога сте користеле фен всушност. Кога сум користел фен и гел. Да. Убаво, затоа и бараме некои такви фотографии за да евоцираме спомени, да. Ова е исто тој период, можеби година-две после тоа, се една пријателка на билјард, програмер на билјард, која сега заминува Чешка, таму работи како програмер. Магдалена, ве поздравувам. Играте уште билјард? Па не сме се видели никога да отидам во Чешка, во Прага, можеби и би заиграле, да. Ама тука во Куманово играте? Тука во Куманово не. Не. Ова е Бела ноќ во Скопје, не знам, пред едно 10 години, која навистина започна таа манифестација и на почетокот. На почетокот беше убава, навистина беа отворени сите музеи, ликовни галерии. Да. И би требало и да продолжи понатаму со тој интензитет и така како што беше на почетокот. Че навистина беше одлично организирана. Да се смени после малку ритамот на Белата ноќ, но на почетоците беше поприфатена. Беше многу беше интересно на почетокот, да. Ова е исто тој период, средно училиште. Кога читавте? Да. Интензивно. Интензивно, да. 17-18 години. Така. Во Куманово? Во Куманово, да. Приватна фотографија, да. Така. Овие оние ретки спринтани фотографии што ги имаме. Да. Со апарат. Ова е пред 2 години кога дававме представата Црвенка па во училиштето Иднина во Скопје за лица со посебни потреби. Навистина отидовме таму како театар Куманово пред тие дечиња. Навистина се радува и имавме одличен прием кај нив. Го организираше една асоциација, Американско здружение. Навистина беше одличен приемот и се беше убаво таму во тоа училиште. Во Карпаш мислам дека се наоѓа училиштето некаде, да. Супер. Да. Добро, да видиме дали тоа е. Ајде уште нека фотографија. Ова е Центар за култура кај нас, гостување на македонска опера и балет. Минатата година мислам, имаме постојано гостување на имаме одлична соработка со Национална опера и балет. Гостуваат постојано најмалку по 2 пати во Куманово. Ова е едно, тоа гостување во нашето фоје кога има еден прекрасен концерт заедно. Ова се солистките од опера и балет. Солистки, да. Да. Добро. Убави моменти кои што ете. Така, да. Остануваат во сеќавање и за нас и за публиката. Така. Ова е одбележување на 75 години Театар Куманово. Минатата година прославивме одбележување Театар Куманово 75 години. Ова е дел од настанот кој го организиравме по тој повод, инаку целата година имавме организирање на некои настани, театарски представи, да, за да го обележиме годишнината 75 години. Театар Куманово, тука се актерите во првиот ред,
кој се веќе во пензија, од Куманово театар Љубица Гојковиќ, Вера. Ова е доделување на наградите по повод представата Бегалка, црно-белата верзија, не знам дали сте ја гледале, Ленче Кумановче. Тука се трите актери, Ѓорѓи Андов, Љубица Гојковиќ и Илија Стурмениковски, кои играа во таа првата постава од 71 година. Тука им ги доделувавме признанијата и наградите минатата година, по повод 85 години од Бегалка. Ова е на еден семинар пред едно 15 на години, организиран од Инклузива, со лица со посебни потреби. Навистина соработуваме со лицата со посебни потреби. Сакам да соработуваме кој бев професор во средно основно училиште, правевме детски представи со нив, соработувавме секогаш. Им давале поддршка, бидејќи тие лица треба да се вклучат во процесите во државата. Да, и треба да бидат дел, да се чувствуваат како дел. Ете дел од фотографиите, ќе се навратам на професорот Давидковски. Во првиот дел споменавме кога кажавме стажот. 43 години, споменавте датум кога јас и Вера се уште не сме биле родени, таа 78 година. Значи помиле некај вас студенти кои што потоа биле политичари, не знам, министри, уставни суди, директори, што не, долга е листата. Постои нешто на што сте посебно горд во тој ваш животен век? Знам дека нема една работа, но нешто што ете... Јас само сакам да го истакнам колективот на правниот факултет. Ние сме многу интересантен вака колектив, состав. Обично кога држам наставнички совет, многу 8 години бев, 2 пати по 4 години. Левата, десната страна од мене, тоа се бившите функционери седат таму, и од другата страна се овие другиве, кои што се или кандидати да станат функционери, има закачки. Вие у ваше време ова правите, вие тој закон вака го на, али секој пат колективот, тоа сакам да го истакнам, сите вработени, без разлика која функција има, секој пат, кога се однесува за интересите на правниот факултет, за наставни програми, за проблеми на студентите, ние сме монолитни како еден. Ние сме страшно многу, сега разбрав од декано, имаме преку 60-70 редовни професори, значи еден збир на умови, кој од правната наука, да не кажам, од прилика сите има учебници и така натака. Другото, тоа не може да се каже за другите правни факултети што јавни или приватни екзистираат низ државава, али нашиот факултет, секој професор мора да има учебник 1-2, зависи колку предмета предава. И тука тие индивидуалци, многу е битно како вие тие интелектуалци и индивидуалци да ги сплотите во интересот на факултетот. Јасно. Еве сега пред на 3-5 новембар ни беше 51 сме ние, колку ќе му дојде 60 и нешто, не, 75 години. 75 години правен факултет и нас пензионерите не викнаа, нормално и дојде председателката на држава секој пат. Тоа морам да го кажам. Дојде Гордана и одржа глава и на крај тоа што е протоколот, ајде друг настан, знаете како идет, она не вика мора со мојве да се изгушка. Да се видам на рата. Со сите вика. Јас на пример многу сум задоволен од на пример колегата Ѓорги Иванов, кој беше председател, ќе ми дојдат гости, ќе дојдат декани од региона, ќе му речам, Џоле, да ти ги пратам горе по една чашка ракија и кафе, да им да, нема проблем, прати ги. Они сите со него се сликаат, 2 сата, ќе си утепам време, и они задоволни, биле ке председател на држава. Значи, во тој поглед, секој пат, и кој ќе биде министер или не министер, они кои ќе дојдат кај нас, секој пат, штом влезе во аулата, веќе он е професор. Дали е председател на држава, министер, премиер, едно време ние 96-та, мислам, 96-97, од 15 члена на владата, 8 беа наши професори. Јас на Бранко му реков, помлад, кам Бранко ти држи седница на влада на правен факултет, не мора седа во влада, дошто сите беа функционери, а баш и овие бившите функционери што ги имавме.
Така што интересантен колектив е и мислам дека и овие младиве што израснуваат, ако се од различни политички провиденци, ги гледам и во една и во друга политика, али кога се работи за интересите на правниот факултет и барем една од најважните работи на деканот е овие како да ги канализира нивното знаење и моќ и функција и влијание што го имат да бидат во интерес на правниот факултет и секој пат тоа сме го практикували, го гледам и сегашниот декан исто во тој правец работи, така што веруете тешко е да се работи со такви индивидуалци, поготово и политичари, биле и на многу високи функции, али имаат они уште од млади кога ги они се знаат пред се кај да иде во политика правниот факултет на прво место, зашто они идат пак ќе се вратат. Се разбира, не може вечно да бидат политичари, да. Значи збориме за Јустинијан први при Кирил и Методи. Да, секогаш први, така ми ја бевме Јустинијан први, секогаш први. Секогаш први. Така и дури и тежиме на држава, да не кажам дека ние ги работевме и уставот, законите, само ја имам учествувано преку 200 комисии за пишување, тоа се 200 различни прописи што изминативе 30-40 години. Секој е вклопен и во нормативниот во правниот систем преку пишување на закони и така натаму, башка консултации во проекти меѓународни, али што да ви кажам, добро е тој колектив. Мислам дека само нашава држава е мала држава, да се разбереме. Ние американските стандарди се 2 милиона жители, еден јавен универзитет или приватен, зависи. Ние веќе имаме 6-7 јавни и еден вагон приватни. Мислам дека ова мноштво на факултети, мноштво на универзитети и на факултети само разводнува квалитетот што ќе се расплинето е се. И доаѓаат од сите универзитети доаѓаат на пример на 23 места во Македонија и се изучува правото. Фактички што викаат кумановци на секоја чука факултет има, како појдете Македонија како. Така што мислам дека државава и треба едноставно да се концентрира знаењето на еден или два, условно речено, едно место и дека биде, например, Скопје право, Битола технички науки или Штип други науки и така натаму, како кампуси да идат и таму да биде концентрирано, тоа што го до Штип сега до Штип полесно по новиот пат ќе отидете, него да идете до Драчево. Мислам Скопје да возите или до Тетово да отидете, од тука многу е полесно него до Зеленикова да се иде 2 сата ќе изгубите. Така што, пошто мала ни е држава, колку има Тетово 35-40 км, Куманово толку, Велес толку, може као центри да се направат, дури студентите да патуваат или професорите да патуваат, али да има концентрација на професори на знаење кој што ќе треба. Иначе вака толку дисперзирано, толку ја гледам има професори кои што на пример не сакам да именувам на правни факултети кои што нема ни еден доктор по правни науки. И како тој може да или на медицина некој диде да нема ни еден доктор по медицински науки. Мислам, основната едукација како им се дава. И тука мислам во тој правец, гледам се спрема сега нов закон, добро е, треба да се поддржи. Во тој правец, пазете, имаме ние илјадници, не знам тачно, 1700 или 1800 различни програми. Сега човек не може да ги прочита сите. Концентрацијата мора да биде што ни треба за едукација за правник, тоа да биде. За политиколог тоа, за новинар тоа да биде. А ние фактички на новинарство оваа година многу малку се запише, правиме фактички толку предмети за да ги спремаме у НАТО, да идат у НАТО или у НАСА новинариве за космонаути. Земи тоа што е елементарно за новинарство и тоа да им се бара, или овие за политички науки, или за пиар, што ги имаме тој факултет за односи со јавноста и така натаму. Едноставно мора оно што е битие, ние да го дадеме основното знаење. Амерички, они за све истражуваат. Он вика, кога ќе излезе студентот, он има 17% например знаење од правото.
Другото со практика, со работа до 100%. И нашето дете, мислам нашиот студент кој ќе заврши, иде со 17%, али тие 17% да му бидат квалитетно дадени, а не да биде со 1 или со 2%. И после тоа, и ако случајно преку партија или оно се вработи, тој до пензија нема ништо да се едуцира, никаков правник нема да биде. А тоа е штета и за него, и штета и за државата. Така, еве за крај, Сашо, што има нешто што ќе се случува еве за празниците? Убаво нешто дали подготвувате? Така, да подготвуваме новогодишна детска представа, која имавме тој минатата година, би требало на околу 20 декември за премиерата, така да еве тоа ќе имаме интересно. Имаме новогодишен концерт, ќе имаме во Центар за култура, изложба до крајот на годината. Така, значи убаво ќе се заокружи. Убаво ќе заокружи и оваа година. 24-та година, да. Така, добро, ви посакуваме секако успех. Татјана, дали има нешто што би сакале да препорачате вака за крај, ќе треба да го закружиме разговорот? Што би препорачала? Почнете го денот со убава мисла. Значи, животот треба ние да си го направиме самите убав. Проблемите само ни тежат, ги носиме, ако ги мислиме, не блокираат, не правиме ништо друго, оставете ги проблемите на страна, кога ќе дојде моментот ќе се решава, нели? Така. Само со убава мисла. Така, ви благодарам многу, професоре, вие дадовте многу убави Јас само здравје можам и на вас присутните овдека и на вашите гледачи, само здравје да има, ако имате здравје, ќе имате и среќа и се другото ќе се дојде, само да се бориме за здрава животна средина. 4-5 илјади луѓе секоја година за жал не умираат од овие проблеми. И ова дефинитивно е на Скопје од првите 5 веќе да биде во последните илјадници, овие кај што се мерат, да едноставно да имаме чист воздух, да дишиме, да шетаме, да прошетаме како пензионери, само здравје да имаме, друго. Така, сите го посакуваме тоа, особено кога ни станува збор за воздухот, да имаме чист град и чисто Скопје. Ви благодарам многу и верувам дека ќе се видиме и во некоја наредна прилика. Почитувани гледачи, останете и понатаму со нас.